Куманово во 1980 година добива своја спортска сала. Да слушнеме како овој град го доби овој грандиозен објект. Формиран во 1946 година, КК Куманово своите најголеми успеси ги доживува во сезоната 1979-80 година, кога ја освојува и титулата шампион на СР Македонија и така добива право на настап во првата југословенска лига. Поради немање соодветна сала, клубот го губи правото на учество и поради тоа во 1980 година се изгради новата градска сала со капацитет од 7000 гледачи, која била изградена како подарок на градот од фирмата Искра Куманово. Предходно, до 1980 година, клубот игра и настапува во салата Соколана, изградена во 1931 година. КК Куманово својот најголем успех го постигнува во сезоната 2001-2002 година, кога станува вице-шампион. Во 2003 година, нажалост, поради финансиски причини, клубот се распаѓа, но повторно се обновува во 2009 година. Кошаркарскиот клуб Куманово во моментот настапува во првата македонска кошаркарска лига, како и во Балканската лига. Во меѓувреме доаѓа до смена на тренерската позиција во КК Куманово, па така по заменувањето на тренерот Игор Михајловски, поранешен кошаркар на КК Куманово, неговата позиција ја зазема помошникот тренер Страшо Тодоровиќ. Еве што за себе вели актуелниот тренер. Мојата кариера е 20 годишно играње. 15 години сум у клубот со млади деца, со млади категории, така да ова е еден врв на мојата кариера. И се надевам дека со послушност на моите играчи ова година ќе направиме успех. Тренинзите со кошаркарите на КК Куманово за тренерот Тодоровиќ се повеќе другарска дружба отколку поставување на строги правила. Јас сум тако човек да со овие сите дечки некако се сведува на другарска база. Сите мои наредби и захтеви што ги имам, мислам дека ги спроведуваат ради другарска база. Иначе, тешко е да се работи со 12 зрели момчиња кои имаат секој своји филозофии за играта, за животот. Така да во моментот овој заден месец функционираме безпрекорно. Во меѓувреме одредовите на КК Куманово си одат, но и доаѓаат многу звучни кошаркарски имиња. Новиот играч моментално е само од оваа година Филиповиќ, кој дојде од Карпо Соколи. Моментално сме покриени на сите позиции со неговото доаѓање на сите позиции по два играча, така да имам и место и време да ги ротирам. Дај Боже да не служат без повреди овие дејствувања во наредните 2 месеца. Тренерот Тодоровиќ се надева дека Урош Луковиќ наскоро ќе се врати на терените во добра здравствена форма. Не настапуваше со Карпо Соколи, има проблеми со кичма, ние како да ја викаме Кумановски. Ни помогна многу со 26 поени и 16 скока во бар да извојуваме победа. Моментално е повреден по терапија, сабота не патува во Штип. Ќе го чуваме за среда со Морнар бар повратна утакмица и наредна недела полуфинале и дај Боже финалето на купата. И додека ние ја снимавме нашата емисија, кошаркарскиот клуб Куманово беше на гостување во Штип, каде што го загуби мечот со Гоце Делчев. Еве што претходно кажа тренерот Тодоровиќ. Пред 2 дена бевме на гостување во бар, каде извојуваме победа и денеска одлучиме со играчите малку да се релаксираме, пошто не чекаат уште нови борби во сабота државно првенство на Македонија, во наредна среда Бибал лига, наредна недела полуфинали и дај Боже финалето на купот. Evo,
Evo, Kristijan, nema dao mikrofona. Vodi za podrška na mačke. Na kapitena. Ajde me sad ti. По завршувањето на првиот дел од тренингот, кошаркарите стрпливо ги почекавме во кафе-бар сместен во спортската сала, каде на кафе Буабет се обидовме да дознаеме нешто повеќе за нив, како и за тоа што му недостасува на град Куманово. Pa dobro, mislim, prošao sam dosta zemalja, ovo je najbliže Srbiji što sam do sada igrao, tako da ne vidim neku veliku razliku, momci su svi se dobro družimo u klubu, atmosfera je dobra, osjećam se kao kod kuće. Излегувате навечер во Куманово? Ponekad, posle pobjede. И како изгледа ноќниот живот во Куманово? Pa to trebate ove mlađe da pitate, oni to više... Добро, вас се прашуваме со оглед дека сте малце поискусни. Pa dobro, da, okej. Добро. Има добра забава? Ima. Што му недостасува на градот? Pa dobro, sad bi to bilo za neku drugu temu, ali ne znam, možda neki bioskop. Вукашин Мандич, кој игра на позиција крило и крилен центар, доаѓа од Белград, Република Србија и еве што кажува за неговите очекувања и идните планови на КК Куманово. Pa dobro, mislim, baš sad u ovom periodu imamo važne i bitne utakmice, čeka nas taj Final Four kupa. Cilj neki ove godine nam je barem da probamo da napadnemo jedan trofej, da osvojimo, tako da približio se ta prva šansa za taj cilj. Vidjet ćemo, naporno radimo, kao što kažete. Imamo dosta utakmica sreda, subota, malo smo premoreni, ali dobro. Бранислав Џекиќ, еден од кошаркарите на КК Куманово, кој доаѓа од престижниот клуб Партизан од Србија, вели дека секој тим е приказна сам за себе. Pa svaki klub je svoja priča, mislim, dobro, ekipa me ovde lepo prihvatila, tako da je i lepo da se igra. Sad trenutno pobeđujemo, u dobroj smo formi i sve je lepo. Значи, кога се победува е добра, а кога се губи? Pa teško je, mora da se nađe neko, da se pojača trening, tako da vidimo kako da nađemo način da pobedimo. Вие сте овде, како што спомнавме, во Куманово во декември. Го прашавме Мандич, ќе ве прашаме и вас. Излегувате навечер во Куманово? Pa slabo, pošto uglavnom imamo sreda, subota utakmice, tako da nemamo vremena baš puno da izlazimo. Не се шетате воопшто? Izlazimo preko dana, ali uveče teško, pošto više umorni smo i onda malo moramo da budemo odmorni za utakmice. Што мислите вие, што му недостасува на Куманово како град? Pa eto, što je Vule rekao, možda neki bioskop, eto. И вие биоскоп? Pa ja inače volim da gledam filmove, tako da, eto, to možda jedino fali, ajde. Значи, само биоскоп? Pa sad... Slobodno. Ne, bioskop mi inače, meni je to. Nemam ništa više. Кои се вашите очекувања што се однесува до спортот, да се вратиме назад на таа тема? Исто, значи, како што спомена и Мандич, ве очекуваат нови надпревари. Sad trenutno, eto, imamo taj kup. Očekujem prvo da uđemo u finale, pa da pokušamo da, što je rekao Vule, da napadnemo neki trofej da uzmemo. Tako da, mislim da je to cilj za ovu sezonu. Кристијан Маневиќ, како еден од кошаркарите со можеби најдолг стаж во клубот, вели дека нема недостатоци да се биде член на КК Куманово речиси повеќе од 5 години. Кристијан, здраво! Вие сте родом од Куманово, тука сте роден, тука живеете, тука ја градите вашата спортска кариера. Колку време сте во КК Куманово? Па, подолго време, пример 5 години со цел што пред тоа игравме втора лига и кога влеговме во прва лига, јас и уште некои мои соиграчи, 5 до 6 играчи, останавме подолго во КК Куманово, а останатите играат уште, кој е активен, кој не во втората лига или во трета. Во трета лига има уште играчи кои имаат останато да играат. Има се играно за некои други клубови освен за КК Куманово? Не, имам одено во Скопје на некоја проба, али не, тука сум најдолго. Со оглед дека си најдолго во КК Куманово, кажи ми, кои се предностите да се биде член на КК Куманово толку долго време, а кои има ли недостатоци? Целокупно гледано нема некои недостатоци, тука е се окей, например, со играчите сме многу добро, многу вака се дружиме по кафе, нема некои замерки. Ги прашавме Мандич и Џекиќ што недостасува на Куманово како на луѓе кои што доаѓаат од други држави.
Како Кумановец, што му недостасува на Куманово? Вака недостасува некои повеќе културни манифестации, некој сега во изградба со помош на градоначалникот се гради новиот базен што треба да биде отворен за некое време и мислам дека ќе биде со овој базен и уште подобро. Кристијан, како и неговите соиграчи, се надева на трофеј за кој ако го освојат ќе залеат добро во некоја од кумановските кафејани. Кои се твоите очекувања за престорите над превари? Имате доста да изиграте. Мислам дека атмосферата и формата на екипата одат во нагорна линија. Мислам дека треба да се освои барем еден например купот е за една недела. Мислам дека имаме големи шанси да го освоиме. Славиме ли ако го освоиме? Нормално, како и пред 2 години кога освоиме второ место во купот, имаше славие. Знаат ли кошаркарите на Куманово да се веселат? Знаат и тоа како добро. Се пие алкохол? Па, не во кој знае какви количини, или умеме да испиеме по некое повеќе што треба. Значи добро да се залее една прослава. Да. Маријан Јаневски, кој пред 1 месец стана и капитен на КК Куманово, инаку татко и родител на едно машко дете, вели дека не му е воопшто тешко последните 3,5 години секој ден да патува на релација Куманово-Скопје. Јаневски во оваа прилика не ја заборави и навивачката група Кумани. Као што сум били на други екипи што сум играл, тука има најдобра публика. Секој такмича скоро иде по 2-3 а може и 5.000 публика и супер се Кумани. Сакате да кажете дека кумановци навистина си го сакаат својот клуб и се горди на него? А поготово кошарката многу ја сакаат тука во Куманово. Плеймейкерот Костовски, еден од кошаркарите кој отворено зборуваше пред камерите на кумановски муабети, вели дека КК Куманово би бил далеку подобар тим доколку градот имаше спортска сала, која ќе понуди подобри услови од овие во кои тимот тренира во моментот. Зависи од кој аспект. Од кошаркарски аспект недостасува сала. Например, тоа е нешто што фали за да биде овој клуб уште поголем. Така да тоа не ми е проблем да го кажам нити пред камера, нити надвор. И мислам дека многу подобри играчи и подобри школи ќе има во Куманово доколку има подобри услови за тренирање. Така еден од главни проблеми во Куманово од спортски аспект. Овие услови што ги имате овде во спортската сала во Куманово се далеку од тоа што треба да биде или? Па во големата сала се далеку, многу далеку. А во таа па малата сала, да кажам, се солидни за наши услови во Македонија. Така да толку дел од тие услови биле во оваа сала, мислам дека ние биле многу подобра екипа. Костовски, кој патем очекува да стане и кумановски зет, вели дека на Куманово не му недостасува кино, туку дискотека. Вие сте овде во Куманово, доаѓате само за тренинг, инаку живеете во Скопје? Па не, јас многу ретко одам за Скопје. Живеам тука, имам стан, како што имаат и сите други кошаркари, и многу малце време имам да одам во Скопје. Така да, тоа е. Што му недостасува, ги прашавме сите кошаркари, ќе ве прашаме и вас, што му недостасува на Куманово како град? Со оглед дека велите дека сте тука, речи секој ден. Што му недостасува? Му недостасува една добра дискотека. Па имаме дискотеки. Па добро, сега има. Има, меѓутоа едно добро диско фали. Покрај спортска сала, кино како град на Куманово му треба, јас не сум многу љубител на кино, меѓутоа фали едно кино. И по мене, пошто прашувавте за ноќниот живот, фали многу подобра забава. Тоа можам да кажам што. Има ли Куманово убави жени? Има многу е. Може би едни од најубавите македонки се кумановките или? Па тука се во топ 3. Кои се останатите два града? Па сега кои се? Ја не смеам да зборам многу кои се останатите два града, затоа што си имам девојка од Куманово, така да али ќе ве правиме кумановски зет или? Па ако ме побараат, ќе видиме. Последниот играч со кој разговаравме е Владимир Филиповиќ, на кој слободно можеме да му доделиме македонско државјанство, затоа што тој речиси целиот професионален век го поминува низ клубовите во Македонија. Па добро, лепо е сигурно да као играч противничког тима е јако тешко, затоа што се овде услови као гостујќи екипе да се игра пред 5000 луѓе јако тешко. Меѓутим, сад е јако лепо кад сам члан Куманова и лепо е да се игра пред овом публикум.
Филиповиќ, кој инаку доаѓа од Лесковац, град во Србија кој е надалеку познат по така наречениот лесковачки роштил, вели дека сепак во неговиот град скарата е далеку повкусна. Кошаркарите од страна велат дека вие навистина сакате добра музика и добра кафеанска атмосфера, вистина ли е тоа? Па, као и сваки нормален човек, мислим да и ми сви волимо да се опустиме понекад и тоа. А луѓето во Лесковац идат по кафеани? Врло често. Се јаде лесковачки роштил? Да, апсолутно. Има ли во Македонија добар роштил? Као Лесковац тешко, али има. Мало е другачи, али има добар роштил. Кошаркарите на КК Куманово заминаа на пладневен одмор, а ние останавме да ги прашаме младите на Куманово како изгледа кога се бодри својот тим. Па интересно е да се гледа, да видите дали ќе изгуби својот град или ќе победи, не е битно. Сепак и покрај успешниот кошаркарски тим во градот, младите сметаат дека на Куманово му недостасува стадион. Му недостасува ли на Куманово стадион? Мислам дека да, бидејќи нема голем стадион каде што може да има сите услови. Свесни дека на Куманово можеби му недостасуваат уште многу објекти. Сепак мора да признаеме дека и без нив Куманово е лидер и пример за другите општини за тоа како се развива спортскиот дух кај младите генерации.